Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упатува апел до сите учесници во сообраќајот да бидат особено внимателни за време на великденските празници. Великден е време на семејство, заедништво и духовна радост, но истовремено се очекува и зголемен сообраќајен метеж, што бара дополнителна предпазливост. Возачите се потсетуваат да не управуваат возило под дејство на алкохол или замор, да ја прилагодат брзината според условите на патот, да користат сигурносен појас и да не користат мобилен телефон додека возат. Почитувањето на сообраќајните правила и знаци е клучно за заштита на човечки животи. Сите учесници во сообраќајот, пешаци, велосипедисти, патници и возачи, имаат право на безбедно движење, но и обврска да придонесат за тоа. Одговорното однесување може да спречи трагични последици и да ги зачува вредностите што ги носи празникот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата им посакува на сите граѓани среќни, мирни и безбедни великденски празници. Да ги дочекаме деновите на радост со насмевка, совесност и внимание на патиштата. Нина Спасовска, 13-годишна членка на танцовото студио Dancers United, освои 2 златни и 1 бронзена медала на светското првенство во латино танци што се одржа во Варшава, Полска. Тимот од Македонија постигна блескав успех со вкупно 19 освоени медали, 6 златни, 8 сребрени и 5 бронзени. Покрај Нина, златни медали добија и младинскиот тим, Ангела Николик, Луна Дарија Кочан и инклузивното танц шоу со танчари од различна возраст. Сребро освоија Лина Дарија Кочан, Евгенија Арсова, Емили Нера Кочан и тимот на студиото, додека бронзени медали им припаднаа на неколку индивидуалци и тимот со латиноамериканска кореографија. Сара Кочан, која беше судија на првенството, истакна дека танчерите со својата енергија и искреност ги освоија симпатиите на публиката. Таа нагласи дека овој успех е плод на долгорочна работа и посветеност, а Македонија има причина за гордост. Преку танцот, младите таленти испратија порака на победа, солидарност и љубов, покажувајќи дека со труд и страст можат да се освојат и највисоките светски сцени. Блокадата на зградата на Радиотелевизија Србија на улицата Таковска во Белград продолжува и денес, а започна во неделата навечер. Студенти и граѓани ја држат блокадата, при што утрово, според објави на социјалните мрежи, вработени во РТС се обиделе да влезат во зградата, но се откажале по разговор со присутните и аплаузот што го добиле. Поради блокадата, утринската програма на РТС не беше емитувана и покрај тоа што била најавена како и секој ден од 5 часот и 55 минути до 8 часот. Наместо тоа, гледачите на првиот канал утрово гледаа филм Екзодус, Богови и кралеви со Кристијан Бейл, вестите што секој ден се емитуваат во 7 часот, денеска не беа пуштени. Единствената информативна содржина беше кратка вест во 6 часот, без водител, составена од однапред подготвени прилози. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека израелската војска ќе остане во безбедносните зони во Газа, Либан и Сирија на неодредено време. Според него, трупите нема да се повлечат од териториите што ги исчистиле, дури ни во услови на трајно или привремено примирие, со цел да се обезбеди тампон зона меѓу Израел и непријателските сили. Оваа позиција може дополнително да ги комплицира преговорите со Хамас, кој бара целосно повлекување на израелските трупи од Газа и трајно примирие како услов за ослободување на преостанатите заложници. Израел пак тврди дека контрола врз безбедносните зони е неопходна за спречување идни напади како оној на 7 октомври 2023 година. Меѓународната заедница, палестинците и соседните држави го сметаат ова за воена окупација и прекршување на меѓународното право. Либанскиот председател Џозеф Аун изјави дека постојаното израелско присуство го невозможува целосното распоредување на либанската армија, како што било договорено со прекинот на огнот. Напнатоста во регионот останува висока, додека мировните иницијативи се блокираат поради спротивставените ставови за иднината на окупираните подрачја. Јапонија, која се соочува со американски царини од 25% за автомобили, челик и алуминиум, доби 90-дневно одложување на новите тарифи од страна на председателот на САД, Доналд Трамп. Се заканува и реципрочен данок од 24% на целиот јапонски извоз, но засега преговорите во Вашингтон доведоа до привремено олеснување. Трамп неочекувано се приклучи на состанокот помеѓу јапонската делегација, предводена од министерот за економска ревитализација Риосе Јаказава и американските представници Скот Бесент и Џејмисен Грир. Председателот изјави преку својата мрежа Truth Social дека морал лично да учествува бидејќи се разговарало за тарифи, трошоци за воена поддршка и трговска правда. Според него, состанокот донел голем напредок, иако засега нема детали за конечен договор. Меѓународната заедница внимателно ги следи овие разговори кои би можеле да влијаат врз глобалната трговија и односите меѓу двата сојузника.